информациите кои ги имаме за двајцата. сега двајцата притворени, обвинетите Кирил Божиновски и Милијана Киевски се дадени на судот и се образложени во мерката. Одредени информации не може да се споделуваат со јавноста, бидејќи се оперативни. Рековте на ист начин. Обвинителке, бегството на Груевски, ваша оценка, дали се работи тука за најголем можен дилетантизам на МВР и судството или пак... Не, мислам дека секој граѓанин во Република Македонија може да ја помине границата и без патна исправа. Вие знаете колку само мигранти влегува во Македонија. Па зашто тогаш Груевски не беше упитан? Ако е така? Па сега пред малку образложив зошто не беше. Одлука на судот. Обвинителке во Тенк имаше и пресуда, не се побара притвор за Никола Груевски по објавувањето на пресудата. Имате ли коментари за тоа, за вашите колеги? За предмет кој не сум го работела, не можам да дадам коментар. Обвинителке, каква штета се нанесува на целата намера на СЈО, за тие причини бевте и избрани да се дојде до право и правда, граѓаните повторно да поверуваат во правосудниот систем сега со овој потек на Специјалното јавно обвинителство нема никаква вина и никакво ни најмало точка на вина за бегството на Никола Груевски. Постојано укажувавме, баравме, поднесувавме обвинение. Сега каде е вината институционална, како што кажав на очиглед на сите институции. Ние поднесувавме барање. Судот одлучува. Ама по притворот не поднесовте барање. По кој притвор? По пресудата. За предмет кој не го работам не можам да давам изјава. Обвинителке, само уште за начинот. Рековте на ист начин се спремале. Кој е начин? Сето тоа не може да го споделам во овој момент со вас. Дали за други обвинителки побарате притвор? Доколку постои најмало основано сомневање дека постои опасност од бегство, ќе биде поднесено за било кој што е во овие 21 лица обвинети и јас тоа го кажав и во судската сала. А дали ова се однесува на предметот империја? Дали за нив може би побарате нови мерки? За други сумничени? За Мијалков? Предметот империја има определено мерки притвор за лицата за кои се сомневаме дека ќе бегаат. Чекаме одлука по жалба, немаме уште добиено, јас барем немам добиено во овој момент. А истрагата ќе се проширува, соодветно на проширувањето на истрагата ќе се бараат и мерки за обезбедување на присуство на лицата и не само за нивно присуство, туку и влијание на сведоци, уништување на докази, фалсификување на докази по сите основи. Дали ќе побарате и за Мијалков? Доколку постои најмал основ на сомневање дека постои опасност од бегство или влијание врз било кој сведок, веднаш ќе биде поднесено барање за спроведување истрага на притвор. Нема недопирливи во оваа држава.